Господјо Умор, дали ме слушате? Во ред ли е? Разбрав. Не. Пријатно. Пријатен ден. Алин рече нешто? Не, раков. Ја барав мајка ми. Добро. Умор била бремена и ќе го абортира бебето. Ама зошто? Зошто не кажа никому? Дали знае Ердем? Не верувам. Да знае немаше да дозволи. Ердем има право да знае за ова. Меѓутоа, што ако има работи што не ги знам јас? Што не ги знае ни Ердем? Дојди, вамо, дојди. После она во секторот за Мамо, знам дека тоа не е вистина. И што има во тоа? Брат ми да биде во кола со Ајлин заедно? Нели? Господја Медиха, ве молам, смирете се, притисокот ќе ви се покачи, ве молам. Најди го, Дојго. Најди го веднаш да дојде. Веднаш да дојде. Добро, мамо, само ти смири се. Јас сега ќе го побарам веднаш. Каде ми е телефонот? Не знам. Дали сакате да ви го донесам лекот, господја Медиха? Безобразен. Што реков јас, господја Медиха? Молчи, Дилбер, не реков за тебе. Од се ми е преку глава. Уште со тебе ли да се расправам? Добро, ќе ви донесам чаша вода веднаш. Бате, каде си? Еве, возам. Ако не е битно, подоцна. Ама не можеме да ја смириме, мама, бате, многу е итно, да знаеш. Тотално полуде. Што е сега? Во весниците има една вест за тебе и Ајлин. Мајка ми ја виде сликата и се изнервира многу. Бате? Добро, доаѓам. Те молам, дојди побрзо, инаку тешко на нас. Спобудалена е. Кога ќе дојдеш, те молам, не ја обрнувај многу внимание. Те молам, игнорирај ја, те молам, бате. Добро, реков не должи. Оф, мамо, оф. Пишуваат се и се што. Без срам пишуваат секакви лаги за вас. Не им верувајте, господја Медиха. Ако ме прашате мене, се е лага. Оде и викни ми ја Дојго. Аха. Дојго! Дојди! Брат ми доаѓа, на пате. Гледаш? Доаѓа. Ете. Ова дете еден ден ќе биде причина јас да... Господ нека ве штити. Немојте така да зборувате. Господ нека ви е напомош, господјо. О... Душички. Од каде дошла? Не знам. Види колку се сладки. Гладни се. Ова малку јадеш. Да не сакаш да ми кажеш нешто? Не. Погледни ја.
Ми го трга погледот од незините мачиња. Сепак е мајка. Се плаши да не им наштетиме. Колку се сладки кога се мали, нели? Така е. И ние да имаме едно мало што поскоро омор. Омор? Уште ли не размислувате за дете? Не се брзаме. Ама погледните, молам, дури и малото на мачката колку е сладко. Например, да имаш керка како тебе. Или што и да е, ама керка да имаш поубава е. Можеш да ја облечеш, да ја дотераш како сакаш. Јас да одам до тоалет. Сакаш нешто од којната? Да им кажам кога ќе поминам таму. Не, Душо, не сакам. Добре дојде, бате. Фала Богу што дојде. Оставете не сами. Ама, бате, Ме слушна ли, Дујгу? Ајде да одиме. Джесур, што е ова? Мамо, ако ти се нервираш за се и се што ќе правиме ние, Јас се ли треба да дознавам од весниците? кога ќе дојде време, јас ќе ти кажам. Ќе ми кажеш, нели? Како што досега кажуваш. Јас знам, мамо, јас знам што правам. Ти само тоа знаеш да ми го кажеш. Кој се тие? Што правиш ти? Од една страна и помагаш на умор за училиштето, а од друга страна излегуваш со керката на Стојканови. Што се случува? Што е тоа? Доста. Немаш дете спроти тебе. Дали е ова вистина, Джесур? Да. Заедно сме со Ајлин. Мислев дека е ова заради одмазда. Дека не би бил со керката на непријателот. Не можем повеќе да молчам. Не ти дозволувам. За тоа само јас можам да решам. Сакаш да кажеш кој си ти, нели? Извините, молам. Само велам дека ова е мој живот. зошто прави вака, брат ми? Престани, Дујго. Брат ти се обидува да ја објасни. Чекај да ги... И сега ние да ја наведнеме главата. Не посрамотија. Нашето име е предмет на озборување. И ти сакаш да ми кажеш дека ќе земеш керката од таа фамилија. Мамо, зошто ги комплицираш толку работите? Моето сваќање не е толку широко како твоето. Извини, синко. Мамо, внимавај што зборуваш. Не сакам да бидам нељубезен кон тебе. Уште што ќе направиш? Те молам, не мешај се. Не ме прашувај толку, те молам. Верувај ми. Толку ли е тешко да ми веруваш? Да му верувам на синот кој што сака да ја изгуби собствената мајка. Да знаеш, и јас тебе можам да те заборавам. Според тоа внимавај што правиш, Джесур. Внимавај на своите постапки. Добро, што да кажам? Ти прави што сакаш. Брзо, брзо. Дилбер! Дилбер! Господе, чувај ме. Ке те чува, Дилбер, и јас се молам за тебе, ајде. Што се случува? Молам, господја Медика. Кажи му на Рашид нигде да не оди. Ќе одиме во вилата на Сојкан. Дилбер, Молам, господја. оди подготви ми ја облеката. Добро. Прво да му кажам на Рашид да ја подготви колата, а потоа ќе ја спремам. не се улица, молам. Мамичке, прво смири се малку. Вака, само полошо ќе биде. Брат ми повеќе ќе се изнервира. И јас што сум ги родила, тие ли ќе ми кажеш што да правам? Мамичке, се разбира, не. Ама и тие растат со тек на време.
и имаат собствен живот и своји желби, нели? Прво да се обидеме ние да го разбереме брат, нели? И ти почна многу да зборуваш. Ќе ти го истачам јазикот. Ердем? Извини, Елин, пред малку ти затворив. Состанок имаме на работа, па не сакав да го прекинам. Не е проблем. Предпоставував дека имаш работа. Важно ли беше? Да, важно е. Како и да е. Кога ќе дојдеш дома ќе разговараме. Чекај, гласот нешто не ти е во ред, да не се случи нешто. Дојди дома и ќе разговараме. Кога ќе си дојдеш? Да завршам уште некоја работа и ќе дојдам. Не може на телефон да ми кажеш? Не можеме за ова да разговараме по телефон, Ердем. Треба да разговараме очи во очи. Добро, ајде доаѓам најбрзо што можам. Никаде не одив. Добро, душа. Ќе те чекам. Најмногу во тршијата ги сакам часовниците. Пополека се смирува. Целиот метеж и вревата завршуваат. Остануваш сам со себе си. Јас сакам самиот од себе да побегнам. И да се качиш на највисоката планина, не можеш да побегнеш од самиот себе си. Ме разбрали? Поради тоа, Джесур, помири се со самиот себе. Не дозволувај внатрешниот револт да те измори. Единствено што посакував е во животот да се земам со саканата. Многу ли сакам? Зошто тоа не се оствари? На тие прашања што не можем да ти најдам одговор, ќе му ги оставам на времето. Ако се повлечеш од работата, не се знае што ќе ти донесе судбината. Понекогаш човек треба да знае да се повлече, ќе научиш да бидеш трпелив. А да го оставам чајот, а? Батерашит, правиш што ќе правиш, само разубеди ја мајка ми. Не ја носи во таа куќа. Може со брат ми да се скараат за секогаш. Ќе направам што можам, ама не ми се верува дека ќе убедам. Те молам, Батерашит. Мамо? Мамо, Влези не оди, внатре. мамичке. Те молам, мамо. Влези внатре, реков. Ама, мамичке, те молам, немој да одиш. Не ми се плеткај околу носете. Влези внатре. Ама, мамо. Господе. Што е, Дујго? Бате, ајде, дојди. Мама ќе оди во вилата на Сојкан. Што? Кога излезе? Само што излезе. Не можев никако да ја разубедам. Добро, добро што ме побара. Извинете. Мајсторе, благодарам на муабетот, но морам да одам. Направи го тоа што мора, синко. Патам од жените, вклучувајќи ја и мајка ми. Исто како да се бара лек за челавост. Ако можеш да побегнеш од жена, бегај, синко, бегај. Ке се видиме. Пријатно, пријатно и со здравје.
Добре, дојде. Душа. Што убаво ме пречекуваш на врата. Го слушнав автомобилот. Душо, сите се дома. Ми не достига мојата сопруга. И како ти помина денот? Добро. А тебе? Сега почна да се разубавува. Ајлин каде е? Внатре. Помислив дека таа ќе ме пречека. Зошто? Сакала да разговара нешто важно со мене. Ти знаеш ли што е? Не знам. Ајде почекај да разговарам, па цела вечер ќе бидам само твој. Душо, може би сака насамо да зборува со тебе, па не ми кажала. Не е, Душо. Што би можела да крие од тебе? Ајлин? Ердем? Ердем? Дојде ли? Ова ми е омилено прашање. Дали дојде? Дојдов. И сега ќе те слушаме со внимание. Не е толку итно. Почекај, само што дојде. Љубопитен сум. Кажи ми добро или лошо? Не, лошо не е. И како беше на состанокот? Остави го состанокот. Душо, јас ќе одам во кујната, вие двајца видите се насама. И Ердем дошол. Здраво. Добре дојде, сине. Здраво на сите. Здраво. Да видиме што има ново. Што? Би требало Идеме да јадеме. Не разбирам зашто со неа доаѓаш. Таа ми е сопруга. Дека Што да правам? Деца, каде одите? Нема ли да се собереме? Еве доаѓаме. Ај, Ердинч. Цел ден се едно исто прават. Повторно ќе не загрижат. Прво праша Ердем дали е нешто приватно или не. Ме стави во тешка ситуација пред девојката? Епа не помислив дека има нешто што би криела од Омур. Во врска со Джесуре, значи. Не е тоа што мислиш. Господе Боже, а што би можела да криеш од Омур? Баш ме интересира. Јас се уште сум неодлучна дали треба да ти кажам или не. Ајлин, ако кажуваш, кажи. Повелете? Дома ли се газдите? Да, само момент. Не можам да чекам. Господјо, ве молам, почекајте. Се извинувам, господја Ајтен. Не успеав да ви кажам. Добре дојдовте. Не сум дојдена за добре. И Денес, не сакајќи јас го земав телефонот и... само малку. Не можам да поверувам. Слушаш? Што се Не случува? можам да поверувам во тоа што... Како гласот на господја Како Медиха може се. да ме гледате? Какви луѓе сте вие? Срам да ви. Господја Медиха, Господја Медиха, што е? Што се случило? Уште прашувате. Какво е ово однесување? Станав, дојдов кај вас на кафе. Кај на свелата, ако некој те почасти кафе. Почитувај го и сеќавај се на него 40 години. Кафето носи со себе пријателство. Ама кај вас нема ништо од тоа. Не разбираме што се случило. Нема да направите вака ништо викајки сред куќа. Ова што го правите е дрскост. Господја Медиха, ќе ве молам да не викате толку. А ти што имаш со мојот син? Не смеавте пред сите. Грабнавте девојка од нашата свадба. Го посрамотивте нашето презиме. Зар тоа не ви е доволно? Внимавајте што зборувате, господјо. како се осмелувате во нашата куќа да разговарате така со нас, господјо? Ќе разговарам на луѓе што се решени да ми го уништат семејството. Можам да им кажам се што сакам и да правам што сакам. Вие може би имате широк поглед, ама ние немаме. Не ги гледаме работите онака како што ги гледате вие. Што сакате да кажете, господјо? Вие се слушате, свесна сте кои зборови излегуваат од вас? Ердем,
Тато, ова што го зборува женава не може така да помине. Добро, добро. Остави, јас ќе сведам. Айлин, сакаш да ти донесам вода? Те молам, Айлин, седни малку, смири се, ајде, седни. Проклетство. На сите им ги упропастив животите, на сите им ги упропастив животите. Заборави на неучтивоста на женава. Таа е таква, нема страв, срам. Да земам нешто да облечам и ќе излезам. Не зборувај глупости, ти се тресат и рацете и нозете, каде ќе одиш? Ако останам, нема да можам да се смирам. Добро, тогаш и јас ќе дојдам со тебе. Немој. Те молам, сакам да бидам сама. Ама... Ние не поканивме никого во Истанбул. Идејата за партнерство беше на вашиот син. Ние немаме керка за мажење со сила. Ве молам, расчистете со него. Ќе расчистам и со него. Меѓутоа сакам да знаете дека нема да земам сна од оваа фамилија. Айлин? Нашата трпеливост е при крај, господјо. Дојдовте како непоканет гостин, тогаш знаете и како да заминете. Айлин? Айлин, што е? Остави ме. Кажете на вашата ќерка да стои што подалеку од мојот син. Што значи ова, Џесур? Ердем, Ова е ова. Ердем, те молам. Мамо, во името на мајка ми ви се извинувам на сите. Што правиш, мамо? Се однесувам како еден гочер. Си одиме од тука. И така ја завршив работата тука. Јас се извинувам повторно. Ќе разговараме за ова. Да, ќе разговараме. Ердинч? Ајде. Добре ли си? Господја, ајде. Мамо, Донесете вода бргу. Сундус! Добро ли сте? Ајде, влегој, нема тука да разговараме. Мамо, Што? Се понижи пред нивната фамилија. Се извини во моje име. Јас немам што повеќе со тебе да разговарам. Што беше ова, Ердинч? Каква срамота. Што жена беше оваа? Пред некој ден, кога дојде, ништо не ја поверував. Ја видели каква е? Тато, ќе останеме ли глуви на се во ова? Утре да разговараме со Џесур. Ако треба и ќе се разделиме. Айлин каде отиде? Не знам, Ердем. Го зема автомобилот и за мене, не можев да ја запрам. Подобра ли си? Како да бидам? Откако влезе почвата од Килис низ оваа врата, во нашата фамилија не остана ни ред, ни мир. Јас ќе бидам во соба, Ердем. Мамо, што сакаш да постигнеш со ова? Што правиш? Зошто и префрлаш вина на жена ми? Овие настани таа ги започна, нели? Ете, виде, јас кога се подпишував овде дека тука ќе има бура, ти ми се подсмеваше. На крај Фатма гледаш дека излезе по мое. Како да знаеш нешта? Мислев ке се случи лошо. Ох, лошото да оди далеко. Што беше сега ова? А и замисли овие да склучат брак. Како ќе живее господја Айлин? Нека им е со среќа. Ја жалам Айлин. Уште вика да е со среќа. Жената ја тресе цела куќа, вештерка. Само и нашата не остана покуса. Застана како пантер пред неа. За миг помислев дека ќе се нафрли. Нормално дека ќе застане мајка е. Нема да дозволи да ја презираат керке. Колку се растажи Айлин. Ја сожалувам.
Душо, се извинувам. Не обрнувај внимание на мајка ми. Уште од самиот почеток мајка ти не сака да ме види како дел од ова семејство. И нема да ме гледа. Немој така. Не се жалам, се навикнав. Го прифатив тоа. Немој да помислиш дека за се што ќе направи таа ќе барам оправдување од тебе. Амур, после венчавката, знаеш, нели додека да се средиш? Мислам, се договоривме да бидеме тука, зашто немаш сила да се грижиш за свој дом, да створиш свој дом. Само посака и ќе го имаме тоа. Сега не може. Не можеме да ја оставиме Айлин сама. Не можеме да заминеме сега, кога е ваква ситуацијата. Како да бегаме? Айлин, дали се јави? И беше лошо кога излезе. Да не требаше да ја следам. Ќе се изнервираше. Таква навика има. Кога има голема мака се крие. Сака да е сама. Сепак мислам на неа. Да ја побараме? Така барем ќе знаеме дали е добро. Јас и се јавив. Ама не крева. Додека не се смири и нема ни да се јави. Мора да чекаме. А и не знам што да кажам, изненаден сум. Се лутам многу. Во земјава како да немаше друг човек, отиде и Джесур го најде. И вие нешто ќе зборувавте, успеавте ли? Успеавте да разговарате? Не. Само што почнавме ме диха дојде. А и разговорот не беше за Джесур. Не знам што би можело да биде. Како и да е. Да се смириме малку сите, па ќе разговараме. Таа е во право. Во ваква средина не ни треба да има свое дете. А јас морав ли да се заљубам во Джесур? Се наежив. Се заплетка. Дедој го. Легна. Знам дека не спиеш, господице. Застана на страна на брат ти. Против мене, така ли? Ја шпионираш мајка ти? Помогни му на брат ти да се изгори. Ама и ти внимавај. Следниот пат да не ти ја скршам и тебе главата. Таткото ќе ја донесе вашата ќерка. Многу е убава, машала. Ердем, донеси ја бргу да не плаче милата. Ова е нашата ќерка. Села е на тебе. Нели е убава? Душо, јас сум. Ворете, јас сум. Помина. Само сонуваш. Што сонуваше толку? Добро, ајде. Чекај вода ќе ти донесам. Не можам да се помирам. Таа глупава жена многу те вознемири.
цела ноќ зборуваше. Што реков? Не разбрав. Мрмореше нешто. Легна вознемирена, јасно е. Добро, Душо. Ајде веќе да стануваме. Душа, во колку часот ќе одиш на лекар? Сакам да сум со тебе. Кој? Сибел. А што сака во ова време? Каква е Сибел? Изгледа има телепатија помеѓу вас. Почувствувала дека си вознемирена. Мила, ајде одмори се уште малку. Јас се станам. Имате 4 нови пораки. За да ги слушнете пораките, притиснете 1. Каде си, Ајлин? Можеше само мене да ми се јавиш. И двајцата знаеме дека нема да биде лесно. Ако бегаш уште од првиот проблем, тогаш подобро уби ме. Ајлин? Здраво. Каде си, Ајлин? Те молам, кажи ми каде си. Во еден хотел. Ќе дојдам веднаш. Џесур, Те молам, Ајлин, да разговараме во 4 очи. Добро? Веднаш излегувам, Сибел, добро. Ќе се најдеме на клиниката. Да, добив дозвола, да. Не, Душо, не му кажувам, не ердем. Како да му објаснам зашто барав дозвола? Како и да е да исклучувам и излегувам сега. Хајде се гледаме. Ти уште не си заминал? Тебе те чекав. Ама многу се задржа, ќе закасниш. Душо, ќе одев сама. Зошто ме чекаше? Сакав малку повеќе да видам сопругата. Сега залудно ќе мораш да одиш од друга страна. И имам време. Не е проблем. Добро. Да излеземе. Сакав да украдам од времето за да позборуваме малку. Ама изгледа тебе воопшто не ти се зборува. Извини, Душо, се занесов нешто. Си се занела во нешто. Ја мислам, Ајлин, уште ли не се јави? Ми пратила порака дека е добра, ама не сме разговарале. Знаеш дека требаше да земеш денес слободен ден? Зошто? Синоќа не можеше да заспиеш. Не, Душо, се е во ред. Ако сакаш да одиме на лекар, ќе ти даде некаков лек. Секоја вечер имаш кошмари. Ноќите ти се многу немирни. Добро сум јас, Душо. Поради 2 ноќи што сум имала кошмари да трчам на лекар. Твојата сопруга, дали е таква? Мојата сопруга е најслатката на светот. Ајде, миличок, се гледаме. Имај пријатна работа. Благодарам. Ако сакаш да те земам вечерва да одиме да се опуштиме негде малку.
Може, ќе разговарам. Умор, каде беше досега? Не прашувајте, молам. Утре дознало се породив. А што можев, едва и го откачив. Што се случи да не дозна Ердам? Не, Душо, по онаа вчерашна непријатност, никако не сакаше да ме остави сама. Не можев да го избегнам. Имав среќа што не влезе во училиштето. Ајде, немој ти да ме испрашуваш. Умор. Сигурна си, нели? Мислам, после ова нема назад. Немаш друг избор. Вака не можеш да ризикуваш, ти рече така. Во последен момент ме оставаш сама? Не, те охрабрив. Еве и докторот јас ти го најдов. Ако се сомневаш, нема да ме окривуваш. Многу тешка одговорност е ова, Умор. Ова дете може да биде и на Ердам. Од каде да знаеш? Те молам, добро размисли, Умор. Синоќ ја сонував дека сум родила. Сестрата рече, еве сега детето ви го носи таткото. Јас со радост чекам да влезе Ердам, а влезе Джесур со бебето в раце. Не можам да живеам во овој кошмар, особено не можам да дозволам детето да го доживе овој пекол. Не сакам да се откажам од него, ама морам, Сибел, не ми отежнувај. Може ли да не ми отежнуваш повеќе? Добро, извини. Јас само сакав, како и да, ајде да ја завршиме оваа работа. Ајлин? Здраво. Слушни ме сега. Не ме плаши, Ајлин. Знаеме дека нашиот пат е тежок. Да, и јас мислев дека сум спремна, но... Нема ама. Не ми се допаѓа тој збор. Джесур, не гледаш Кажувај ми дека... но. Оваа врска не завршува со нас двајцата. Оваа врска уште од самиот почеток влие врз животите на сите нас. Во вакви услови мора ли некој да биде подчинет? Мора ли некој да бидат несреќни? Јас не знам дали можам да се справам со ова. Не мој. Мајка ми е единствената личност што прави проблем. Таа е старомодна. Поточно размислува на друг начин. Затоа полесно е да им се каже на твоите отколку на мајка ми. Не мисли дека ќе дозволам на мајка ми да те понижува. Што можеш да направиш, Джесур? Таа е твоја мајка. Кој да сака да ни се спротистави подготвен сум, да го оставам за себе. Исто и мајка ми. Проблемот не е само мајка ти, Джесур. Овие настани влијат на сите нас. Например, Умор. Добро, таа ја прифати нашата врска, ама не сум сигурна дали на вистина ја прифати. Она е бремена и без да му каже на брат ми сака да абортира. Како и да е. Обидувајќи се да не поддржи, она си краде од животот. Краде и од неговиот. Нормално и од Ердам. Немаме право да им го направиме ова на најблиските. Умор е бремена? Благодарам. Молам. Добар ден. Имав состанок? Вие сте господја Умор? Да. Јас ве барав вчера. Зошто ме баравте, извинете? Докторот рече дека не е слободен денес. Операцијата остана за утре. И вие ни потврдивте. Не. Никој се нема јавено. Никој не зборувал со мене. Како може? Јас лично разговарав. Ова е вашиот број? Да, бројот е точен, но јас... Умор, ајде провери го телефонот. Да, се јавиле. Се зборувало 45 секунди. Ама јас не зборував, Сибел. Сигурна си?
Случајно дознав. Вчера отидов во собата на Омур, таа не беше таму, и тогаш зазвони нејзиниот телефон. Го земав телефонот за да ја го дадам на Омур, ама не ја видов дома. Телефонот упорно звонеше и се јавив мислејќи дека е итно. Девојката почна да зборува пред да ја објаснам дека не е Омур. Денес ќе абортира. Како денес? Денес? За денес имала закажано, но поради докторот ја презакажале средбата за утре. Тоа ми го кажа. Не знаев како да изреагирам. Се спунив на телефон. Дури ни на мене не ми кажа Джесур. Дали гледаш што им правиме на луѓето? Како да абортира? Само да си го убие своето бебе? Не може таква глупост. Ердем, како може да го одобри тоа? Не можеш да молчиш, Ајлин. Мора да ја спречиш. Можеш ли да се смириш? Јас знам дека Ердем сака да има дете. Зошто да го абортира своето прво дете? Проблемот е во тоа. Ердем воопшто не знае за ова. Јас добро ја познавам Омур. Навистина таа никогаш не би направила такво ништо да не се наоѓа во тесно. Знам колку многу го сака Ердем. Джесур, јас знам дека Ердем сака да има дете. Омур не може да ја донесе оваа одлука без претходно да размисли. Не разговараше ни со мене, а ние две разговаравме за сите наши работи. За се, додека не почна врската помеѓу нас двајца. Тоа мора да биде многу тешка одлука за Омур. Ние имаме многу удел во сето ова, многу. Престани да не обвинуваш нас. Зошто ние да сме причината? Не е потребно се обвинуваш. Ние исто така имаме право да сме срекни. Дозна кој зборувал? Ајлин, Сигурна ли си? кога се јавиле бев во градината. Телефонот го имав оставено во собата. Ајлин беше тогаш многу чудна. Прашање околу деца. Сигурна е таа, сигурна сум. Поѓа волите. Дали зборувала со Ердем? Се обиде, ама немаше можност. Од каде знаеш? Да, знам, Сибел. Ајлин уште ја нема дома од синоќа. Уште не зборувала со Ердем. Каде? Не знам. Ако кажала на Джесур? Уф. Те молам, јави се, Ајлин, јави се. Омура. Ало. Ајлин, каде си? Треба веднаш да зборуваме. Што се случи? Знам дека знаеш дека сум бремена. Треба да седнеме и да зборуваме. И јас имав намера да зборуваме. Омур, не го абортираше бебето, нели? Не. Добро, овој разговор не е за по телефон. Добро. Каде си? Дојди во кафулето во Каламиш. Ќе дојдам. Абортирала? За среќа се уште не. Убедијата не го прави тоа. Без оглед на се тоа е убиство. Мислам, тоа дете не е само на Омур. Знам. Знам дека ќе се обидам. Не знам што има на ум, ама ќе се обидам. Како и да е, морам да одам, ме чека. Пријатно. Се гледаме. Нека е за добро, тато. Досадно ни беше со Чазим, се договоривме дека денес сум слободен. Ама ете денеска заборавив да му се јавам да ја откажам средбата. Джесур се уште не дојде. Што ќе правиме со тоа? Пријатен ден, господине, и на вас исто. Пријатно. Прво ќе поразговараме, а потоа ќе мислиме. А? Мамо? Што е, Душо? Не можев повеќе да седам дома. Така губам сила. Каде е Джесур? Боже Господи, само поради ова дојде. Па зашто сме ние тука, Ајтен? Да, мамо.
Немојте настано да го свртите во војна помеѓу жени. Што значи тоа, Ердем? Вашите постапки се со чувства. А ако ние вас ве слушаме, треба да се давиме. Затоа оставете ние да средиме. Вие пак средите. Меѓутоа, јас како мајка имам да кажам неколку збора. Немојте да се мешате. Ајтен, дали си свесна што правиш? Немојте да се мешате. Станува збор за мојата керка. Мамо, добро, ама човекот уште не е тука. Остави ние да разговараме, разбериме. Како и да е, ќе дојде. Нема да биде убаво ако зборувам после вас. Оставете јас како една мајка да го кажам тоа што сакам. Неговата мајка упадна во мојата куќа, а јас ќе упаднам во неговата канцеларија. Ајтен, добре дојавте. Да знаев дека сте тука, нема да чекавте. Всушност, требаше ти да дојдеш, Джесур. Планирав да ви се јавам денес. Јас повторно се извинувам за сношти. Да можеше да се надмине работата со едно извинување. Тоа што го доживеа мојата керка синоќа, да можеше да се надомести. Кажа дека дојде со сериозна намера, а ние ти отворивме врата. Бракот е одлука на две лица, ама во бракот не живеат само тие. И семејството е тука. Се разбира, се разбира. Ставот на мајка ти ме потресе. Со таков менталитет, не само вашата врска, треба да ја преиспитаме и нашата деловна соработка. Исто така да знаеш, ако си наш деловен партнер, тоа не ти дава за право да се однесуваш омаловажувачки. Особено немаш право да ја вознемируваш керка ми. Уверена бев за оваа работа. Не заради тебе, туку ја видов радоста во очите на керка ми. За една капка солза на керка ми, верувај ми, ќе потрошам 10 како тебе. Ајлин, јас сакам господи Ајтен. Особено јас не сакам да се нервира. Признавам, однесувањето на мајка ми беше грешка. Јас ве уверувам дека нема да се случи повторно. Може би можеш да ја спречиш да не доаѓа кај нас. Ама, мислењето не можеш да и го промениш. Мајка ти не гледа како раскарани страни. Никогаш нема да ја прифати Ајлин. Мајка ми е со стари погледи, господи Ајтен. Верува во некои работи. На оваа возраст, за жал, тешко е да се промени. Но ако мора да се промени, ќе се промени. Бидејќи ова е мој живот. Сам ќе ја изберам жената на мојот живот. Ако некој ја вознемири, вклучувајќи и мајка ми, мене ме вознемири. Ќе се видиме. Добре дојдовте. Здраво. Добре дојде. Здраво. Како си? Заборави ме мене. Јас сега не сум предмет на разговор. Многу ми е жал што разбра на овој начин. И мене? Добро, да не беше случајно. Навистина немаше да ни кажеш? Ако кажав, Ердем немаше да дозволи да абортирам, така? Но јас се уште не сум подготвена за тоа. И нашиот брак не е. Јас сум збунета. Животот не е комплициран. Уште и дете. И се плашам, Ајлин. Омур, дали јас сум виновна за овој хаос? Мислам, бидејќи сум во врска со Джесур. Не. Не е само поради тоа. Не знам како да ти објаснам. Ова не е лесна одлука, Ајлин. Не можеш да кажеш ќе абортирам и се ќе заврши.
Тоа сега е живо. Сега се обидува да се одржи во живот. Тоа е дел од мене, но не сега, Елин. Ама зошто? Не можам да го чувам. Нема да биде среќно, не е вистинското време, верувај ми. Види, Душа, откако слушнав, само мислам. Може би си во право да се плашиш, но може би секи се смени кога ќе го земеш во преградка. Не му кажа на Ердем, нели? Не. Ама Ердем има право да знае. На Джесур исто така му беше жал. Омор. Види, ако сме ние причината... Дали му кажа на Джесур за ова? Не сакајки кажав, ама нема да се грижиш, нема да му кажа на Ердем. Айлин, ова беше моја лична работа. Мојот сопруг не знае. Како можеш да го споделиш ова со некој друг? Со кое право? Јас... Ние само зборувавме за минатата ноќ. Во дел од разговорот не сакајки ми се испушти од уста, верувај ми. Во дел од разговорот, што значи тоа? Не можам да поверувам, без да ме прашаш. Не ми се верува, не ми се верува. Како можеш да се мешаш во мојот приватен живот? Омор. Омор. Омор, чекај. Омор. Омор, почекај, те молам. Омор, почекај, застани малце. Зборуваш за твојот приватен живот. Тоа е едно дете. И тоа дете е и на брат ми. Немаш право да се однесуваш така себично. Ти не ме слушаш што ти зборувам. Не гледаш ли во каква состојба сум, погледни ме, Елин. Овој брак не е подготвен за ова дете. Што знаеш ти од страна, кажи. Ова дете не можам да го имам. Не можам да го родам. Омор. Се лутиш, ама Ердинч подобро што јас разговарав. Да разговаравте вие мажите ке беше полошо. Јас лесно можам да го кажам тоа што сакам. Моите зборови звучат како предупредување. Ако немаше разбирање, тогаш вие ке разговаравте. Но сега чекајте. Ако зборувавме двајцата поединечно, ќе беше многу потешко. И да се обновеше врската, ќе немаше можност. Времето ќе покаже. Джесур ке најде начин како да се откупи. Знае дека ова прашање нема така лесно да се прикрие. Добро, додиме дома, па ќе продолжиме. Само почекај ме да одам до тоалет. Последниот момент го чекаш? Ердинч? Господине Ердинч, овие се за вас. Благодарам, можеш да излезеш. Ти може би си премногу ангажиран, но твојата сакана мисли само на тебе. Многу и недостасуваш. Што се овие цвеќинч? Соработував со еден колега и да му честитам на синот. Девојката ги донесе да ги погледам. И за цвеќето треба твое одобрение? Кога веќе сум тука? Не наликува на букет за бебенце. Треба да се стави детски украси. Да, и јас тоа им го кажав. Ми рекоа ќе го сменат. Добро што примети, ајде да одиме. Ајде. Омер? Омер? Дој го здраво. Здраво. Изгледаш изгубен. Утре имам испит, па мислам на тоа. Аха. А ти што правиш?
Бев во вашата менза неколку пати, не те видов. Навистина? Јас сум постојано таму, но ние никако да се видиме. А телефонот расипан ти е? Те барав недостапна беше. Не, работи, но го ставам на вибрации, нечујно. Меѓу време имам испити, немам баш време за себе, верувај ми. Аха. Се гледаме, овде некаде. Дојди, ајде, ќе ти порачам чај. Не, исто како да си ме почестил. Сушност, сакам нешто да те замолам, ако може. Кажи, ајде. На моите им кажав дека вечерва ќе останам со тебе да учиме. Ако си слободен, може ли да се сретнеме некаде пред училиштето? Или да дојдам таму каде што ти одговара? Доволно е батарашик да ме види со тебе и толку. Тогаш ќе испаднам лажливец, Дојго. Тетка Медиха и Рашид имаат доверба во мене. Ако разберат, што ќе им кажам? А и ти ќе се најдеш во тешка состојба. Не се обидувај со такви игри. Во право си. И мене тоа не ми се допаѓа, но ги знаеш моите. Ништо не ми дозволуваат. Откако се вратив дома, само сум на училиште или дома. Јас не можам да излезам од градината, верувај ми. Не ли е тоа тажно? Те молам, Омер. Ќе излезам со другарите само на неколку часа. Ќе се сретнеме во 8:30, тоа не е многу доцна. Те молам. Ајде направи една услуга на пријателката. За тебе велиш пријателка? Немој да ме молиш, ајде престани. Што велиш тогаш? Немој да доснеш само, ајде. Значи, прифаќаш? Вистински другар си, Омер. Не грижи се, нема да доцнам. Добро вечер. Каде си, ќерко? Цел ден се грижам. Ти напишав порака дека сум добра. Да, се е во ред, нели? Ердем, немој да ми префрлаш. Јас не коментирам за да не те налутам повеќе. Кога ќе ми текне што направи жена на крвта ми врие. Разговараше со Джесур? Разговаравме. Не знам, рече дека ќе го надминеме ова. Јас сум збунета. Да не зборуваме за ова? Каде се нашите? Ќе се симнат сега. А Омур? И се јавив. На пате. Си ја најде Сибел. Сега тешко нас. Не е вистинското време, ама еве сега нема никој па би сакал да те прашам. Што? Рече дека има нешто важно. Не можевме да најдеме можност за разговор. Ме интересира што е. Аха, тоа... Добро вечер. Добре дојде, Душа. Здраво, Душа. Што е? Ви го прекинев разговорот? Не. Јас да се пресоблечам. 2 дена сум во иста облака. И јас да се пресоблечам. Во ред. Мила, повторно ништо не јадеш. Ме боли стомакот, затоа не јадам многу. Да одиме на контрола. Имаш многу болки во последно време. Ве молам, бидете сериозни околу тоа. Јас тоа го поминав. Не чекајте да се створи чир. Добро, ако продолжи вака, ќе одам. Господине, дојде господин Джесор. Повелете. Добро вечер. Добре дојде. Да не пречам, можам и надвор да почекам. И така станувавме. Што имаш во рака? Јас ке ви кажам. Сакав сите да сте тука, затоа дојдов сега. Ке имате малку време? Ајде, да одиме горе.
Нема оправдување за она што се случи минатата ноќ. Мајка ми е таква. Приврзана е на традицијата. И да ја кажете дека е погрешно, таа пак е си тера по свое. Бидејќи не сакам да сум заглавен во минатото, сакам да имам поинаква иднина. Затоа дојдов. На самиот почеток кажав што е мојата борба. Велат дека мувата е мала, ама го заматува стомакот. Сега гледам дека има доста прашања кај вас. За да не се двоумите, сакам да ви кажам дека сакам да го прекинам партнерството. Тука се моите акции. Без да барам никакви права, ќе се повлечам само со мојот удел за придонесите. Но не можам да го кажам истото и за Ајлин. Вие и да ме избркате низ врата, јас ќе влезам низ прозор. Таа ми е среќата што многу доста ми дојде. Но ќе дадам се од себе да не ја изгубам. Джесур, признавам, неодлучни сме. Но јас сега ја гледам твојата искреност. Мислам дека поради ставот на мајка ти не треба да те казнуваме тебе. Поради тоа, да продолжиме каде што застанавме. Ердем? Види. За нас среќата на Ајлин е најважна. И седо дека се согласуваме за ова добро е. Но во овој момент тебе ти преостанува да ја контролираш мајка ти. Не се сомневај во тоа. Фатма! Повелете, господја. Фатма, донеси ни кафе. Донеси нешто благо. На сите денес ни е потребно малку благо. Добро, господине. Ова било забавно. Ајде па, ќе се видиме. И утре ќе дојде со нас, така? Добро? Ајде одете брзо. Се гледаме. Супер беше. Омер, точно на време дојде. Многу ти благодарам. Ти со овие ли се дружиш? Тие се добри момци, Омер. Но немој да дознае брат ми. Немој да кажеш ништо пред батарашите, молам, немој. Мајка ми ќе ме убие. Не можам да превземам толкова одговорност. Деца! Добро вечер. Добро вечер, Чичко Рашид. Како беше со учењето? Добро. Качи се во кола. Јас ќе те префрлам. Јас ќе одам кај еден пријател. Ќе пешачам, не мачете се вие. Ако сакаш, ние ќе те префрлиме. Не, на другата страна е тој. Ќе пешачам малку. Многу долго седевме на маса, па низ додеа малку. Остави го, нека пооди малку. Тогаш, добро. Се гледаме, Омер. Пријатно. Благодарам. Рацете уште ти се ладни. Не ми се така ти се чини. Порано или подоцна ти ќе ме однесеш на лекар. Мора да сум предпазлив со тебе. Да ја викнеме Фатма да ги земе празните чаши. Не доаѓа дека зборуваме. Фатма! Се извинувам, може ли до тоалетот? Секако, знаеш каде е. Да.
правиш ти тука? Јас си мислам како може Омур да се осмели така да разговара. Што се случило? Очигледно таа имала други планови. Значи сакаше да го абортираш моето дете? Да, ќе го абортирам. Нема да го сториш тоа. Тоа дете е мое и ти ќе го носиш. Тоа дете не е твое, Джесур. Тогаш зошто сакаш да абортираш? Жал ми е, секогаш заборавам каде е, доле ли е, така ли? Да. Благодарам. Дадо, знаеш што видов? Што виде? Твојот горе разговараше нешто со господја Умор. Кој мој? Ај, Джесур, дадо. Ајде, од каде излезе дека е мој? Да се каже, ете. Разговара нешто тивко. Кога ме виде Умор и се смени лицето. И така имаше чуден израз. И твојот господин веднаш го смени разговорот. Божем се збунил каде е тоалетот. Престани со тоа твојот, па твојот. Дадо, не ја пропушти суштината на настанот. Овој си уште е залетен по господја Умор. Што зборуваш, ма за мажена жена, така? Јас за другиот зборувам. Тој ја гледа со други очи. Аха. Види тука ќе напишам. Кога ќе напишеш нешто, после се случува. О, Боже, сега се сруши врз нас. Дали одговара на господја Елин? Колку е добра. Ај, колку е несреќна. Може да влезам? Бев загрижена кога не се симна. Јас денеска не се однесував како што треба. Жал ми е што без да те сослушам, да те разберам, ти се нафрлив. Би сакала да не го слушнеш тоа. Не требаше. Мислам, да знаев дека си толку одлучна, тогаш навистина не требаше да го слушнам тоа. После ова не можам да стојам настрана, не е возможно. Тој ми е внук. Те молам, немој сега да почнеш да му даваш имиња. Немој да се приврзуваш, те молам. Дали си навистина толку одлучна? Не постои начин да те убедиме? Јас не разбирам од што толку се плашиш. Но можам да видам како патиш. Твоите очи толку безпомошно гледаат. Јас би сакала да можеш да ја промениш одлуката. Ама ако веќе си одлучила, безпомошна сум. Сакам да ти дадам поддршка во оваа твоја тешка одлука. Нема да му кажам на Ердем. Дали сакаш утре да дојдам со тебе? Омур, види. Не е поради мене, нели? Ако е така, те молам... Не, не е така, не е. Добро, утре рано ќе одиме. Ама Ердем знае дека ќе бидам во училиште. Јас не му кажав ништо за утре. Добро. Душо, Джесур доле ме чека. И јас да се симнам. Во меѓувреме, те молам, не кажувај. Никому не кажувај, дури ни на Джесур. Ти давам збор.
Ајде, да не види Ертем слезите. Добро. Мислам дека нашите дојдоа, господја Медиха. Задоцнија ли? Не, на време дојдоа. Дојдовме, господјо. Мамичке, Да не сакате нешто, господјо? Благодарам, Рашид. Дали го виде Омер? Го видов Добро. Добра ноќ. и на вас. ау, од толку седење се укочив. А и оној Омер не знае за доста, ме изморише тајки. Што е Дујго? До вчера Омер беше глупчо. Откаде сега оваа љубов за учењето? А мамичке се уште е така. Тој не прави ништо друго освен што учи. Нема ништо друго. Ама само да видиш колку добар учител е тој и колку добро покажува. Воопшто не го трошам времето залудно. Ако сакаш повеќе, нема да одам. Нема да учам. Добро, добро. Немој да бараш повод. Само продолжи. Мамичке, одам да се истуширам. Керко, ти мирисаш на цигари? Омер да не пуши. Не, цел ден во мензата пушат, па заради тоа е. Само од тоа е. Мамо, нема ли вечерва да разговарате со брат ми? Ќе видиме. Еве го чекам да дојде. Добра ноќ. Ајде, добра ноќ. Ајде, господја Медиха. Сигурно не си плачела? Да. Вечерва за се што кажав, озбилен сум, Ајлин. Што и да доживееме, немој да се сомнеаш во нас. Утре да те земам и да одиме на доручек, а? Би сакала, ама и дадов збор на умор. Наутро ли? Потребна су ми. Што има ново? Дали се реши во врска со детето? Не знам. Омор наутро не ли е на училиште? Да, ама Ама, јас ќе ја однесам утре на училиште. Ќе излезам порано наутро и ќе доручкуваме. И дадов збор. добро душа. Добра ноќ. Добра ноќ. Јас си легнувам, добра ноќ. Добра ноќ. Добро, Джесор многу добар потек направи. Ми се допадна. Ама сепак со таква мајка, оваа работа ќе биде многу тешка. Во кое време живееме? Али не мора да се гледа со Медиха. Джесур ќе се справи со мајка му. Ако Джесур ја сака, што може да направи мајка му? Во право си, и за Ердем не сторивме ништо. Човекот се прифаќа. Мамо, ќе биде добро да ги прекинеме разговорите. Добра ноќ. Добра ноќ. Ајтен, сакаш со сила да ги избркаш децата? Го кажувам тоа што е. Реков, прифативме. Омур. Добра ли си? Джесур замина. Замина. Успеа сите да ги омекне. Да не разговараме за тоа. Не верувам дека ќе успее оваа врска.
Ќе видиш, ќе заврши наскоро. Ајлин не може да поднесе таква врска. Ама да не дозволиме ова да влијае врз нашиот живот, мила те молам. Ми недостасуваш многу. Ми се спие. Многу ми се спие. Сигурна ли си? Ама јас знам. Оваа недела е плотна за бебиња. За многу бебиња, мила моја. Погрешно си пресметал. Следната недела. Тогаш јас ќе се истуширам. Добра ноќ. Добра ноќ. Дали си подготвена? Јас долу ќе те чекам. Реков да ти известам. Добро, доаѓам и јас. Во библиотеката има едно CD за тебе. Ако одиш на клиника, истото ќе го испратам и на Ертем.